добро утро секако до нашите гледачи, кои што и денеска ќе ги информираме на една тема која што е поврзана со здравјето, а е исклучително важна, особено во овој период од годината. Како што и веќе најавивте, зборуваме за заштитата, кога станува збор за убот од крлеш, а повеќе на оваа тема ќе се информираме во продолжение од разговорот со нашата соговорничка, доктор Билјана Стојановска, специјалист по семејна медицина. Добро утро и добро дојдовте за прв пат во утринската на Тилма. Зборуваме за убодите од крлежи, па еве дали во овој период од годината има зголемен број на пациенти кои што токму поради ваква причина бараат лекарска помош? Најнапред добро утро до вас и до сите граѓани. Благодарам на поканата. Забележуваме значителен пораст на убоди од крлежи овој период, да речеме од пролет негде па до доцна есен се занимаваме со овој тип на проблематика доста често, заради тоа што често излегуваме, надвор престојот не е зголемен во природа, во шуми, во зелени површини, нели, и очекувано е да имаме ваков тип, нели, од убоди на крлежи. На кој начин граѓаните може да се заштитат, односно кои се вашите совети за превенција? Доста често имаме, збориме ваков тип на убоди, со тоа што секогаш апелираме, нели, превенцијата дека е најбитна. Од она што советуваме ние како лекари, треба да носат светла облека во престој во природа, со долги ракави збориме, долги ногавици. Често советуваме панталоните да бидат сместени во чорапите, аплицирање на репеленти според упатството, нели, со тоа што ако е подолг престојот во природа, советуваме почесто аплицирање на истите тие средства. Од друга страна, она што е најбитно збориме, после престојот во природа ги советуваме само преглед на телото да направат, особено влакнестиот дел на телото да се прегледа, глава, врат, позади уши, кај дечињата исто да се провери, препоните, оние пригибни делови на телото, како подпазови, збориме препони, зад колено, тие некои делови на телото, да се проверат после престој. Доколку некој сепак се соочи со убот од крлеш, на кој начин правилно да го извади, како безбедно да се надмине ова? За тоа не би ни требало една, да речеме, пинцета, со тоа што секогаш ја ставаме блиску до кожата, рамномерно притискаме и го вадиме крлежот без вртење, без стискање. Напоменувам дека не се препорачува аплицирање на било какво масло, алкохол, разни креми како вазелин, подпалување на крлежот. Сето тоа збориме, е апсолутно непотребно, само една пинцета. Отпосле дезинфицираме местото на убодот со алкохол. При кои симптоми граѓаните би требало да побараат лекарска помош? Во случај, местото после вадење на крлежот се следи негде од прилика до месец дена. Гледаме дали ќе се појави некој црвен круг околу самиот убод каде што бил, може би општа слабост, малаксаност, температура покачена, болка во зглобови, во мускули. Ако не целосно не успеат да го извадат, да речеме, крлежот, чувствува дека може би некои пипци се останати, во тој случај секако мора да се јават и да побараат лекарска помош. Доколку еден граѓанин поради убот од крлеш се обрати за помош во вашата ординација, дали понатаму се препраќа до инфективната клиника? Се зависи, збориме, од клиничката слика на пациентот и каква симптоматологија би развил. Најчесто пробуваме сето тоа тука да се реши во примарната амбуланта, меѓутоа ако чувствуваме дека пациентот има потреба од дополнителни испитувања и третман, тогаш препраќаме на клиника инфективна. Зборувавме за симптомите при кои треба да се побара лекарска помош, меѓутоа што е конкретно со дечињата, дали кај нив можеби има поголем ризик од компликации во ваков случај? Дечињата не би дале нешто поинаква компликација, збориме чисто заради нивната возраст можеби, а сепак се помали, не можат самите да направат само преглед на телото и затоа апелираме родителите да го направат прегледот, да видат после престој во природа дали би имало закачување на некаков крлеж.
Бидејќи сме во ек на летните одмори, доста често ја потенцираме и патната аптека и нејзината правилна подготовка. Во оваа смисла, која е важноста на алкохолот, односно на антисептикот, кога ја подготвуваме патната аптека? Во однос на оваа тема, нели спомнав дека е важно затоа што по вадењето на крлежот мора да се аплицира, значи да се дезинфицира местото. Значи збориме после вадење на крлежот, не додека е присутен и да ставаме туфери и да чекаме 5-10 минути. И збориме антисептик општо, нели, значи како додаток еден во нашата патна торба за било какви, нели, збориме и сеченици, нели, кои што можат да се случат, нели, повреди во тек на летниот одмор. Ви благодарам уште еднаш за одвоеното време. Во интерес на времето секако овде ќе го заокружиме разговорот, но верувам дека упативме навистина совети до нашите гледачи кои што ќе им бидат од корист, особено во овој дел од годината. Ви благодарам на поканата. Се надевам дека со овие мали практични совети, нели, допревме до граѓаните, и сепак е најважно, нели, превентивната заштита. Јас како лекар по семејна медицина секогаш апелирам дека превенцијата е најважно. Ви благодарам многу и ви посакувам пријатно и безбедно лето. Ви благодарам уште еднаш. Овде ќе го заокружиме нашето праволенковско вклучување и се разбира ќе им посакаме на граѓаните, односно на гледачите, безбедност во летото, применувајќи ги овие совети кои што ги добивме од стручно лице.